Почитувани, тоа што владата на СДС и ДУИ не можеше да го изгради за 7 години власт, ВМРО ДПМН го реализираше за само 1 година. На СДС и ДУИ им требаа 7 години, неколку анекси и класифицирани договори, пенали и казни од неколку стотици милиони евра за патот Кичево-Охрид да го напреднат за само 10%. Или пак 300 милиони евра за 10 километри за патот Скопје-Блаце, или во превод 30 милиони евра за само 1 километар пат на кои блиски лица на СДС и ДУИ купуваа имоти за да можат потоа да инкасираат средства од државата. За само 1 година работите се свртеа за 180 во инфраструктурата, а долго очекуваниот пат Кичево-Охрид ќе биде готов до 2026 година. Во употреба беа пуштени експресните патишта градско Дреново и Куманово, Страцин, Крива Паланка, патниот правец Охрид-Светинаум, регионалниот пат викан Понов мост кај влезот на Богданци, а започната е со изградба на 4 автопати: Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани, Кичево-Охрид, како и Прилеп-Битола. Паралелно со патната инфраструктура се развива и модернизира железничкиот сообраќај. Се пушти во употреба пругата на коридорот 8 Куманово-Белјаковце, железничката линија Скопје-Куманово, а во изградба е и железницата Белјаковце-Крива Паланка. Во делот на авиосообраќајот се воведени нови 11 авиолинии од двата аеродроми, а се разговара и за воведување на нови 20 авиолинии, со кои ќе имаме зголемен број на туристи во државата. Почитувани, ова се само дел од проектите кои ги има или се реализираат во Министерството за транспорт, за кои беа потребни само 1 година. Замислете каква инфраструктура ќе имавме денес, ако за изминативе 7 години СДС и ДУИ работеа барем 10% од она што оваа влада предводена од ВМРО ДПМН го направи до сега. Затоа, за само 1 година ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Ви благодарам.